Нова дојава за поставени бомби, нова паника и нова евакуација. Трет ден учениците во средните скопски училишта доживуваат стресови со најави за поставени експлозивни направи. Денеска мета официјално беше едно средно училиште, но превентивно беа евакуирани и ученици од уште неколку други. По антитерористичките проверки на тимовите на МВР повторно беше соопштено дека станувало збор за лажна дојава. МВР информира дека спроведува антитерористички проверки, а од она што досега се знае е локацијата од каде били испраќани заканите и трите имејл адреси на испраќачот, но кој или кои се сторителите за сега нема ништо поконкретно. Граѓаните, но и учениците се вознемирени и очекуваат надлежните да ги пронајдат сторителите. Подхитно да се откријат тие сторители кои влегле у техниката и да се анулира. Ова е само провокација. Од кого? Од некој си малку болни што се. Не. Ни кажаа да си одиме порано затоа што нешто така кажано е од горе демек и затоа само некоја да си одиме и да не направиме паника. Се плашите ли за безбедноста трет ден дојава за бомби? Па малце да, ама мислам дека е пак деца некои си играат мајтап. Па да бегаат од часови, имаме многу тестови во овој период и смислам дека заради тоа е. Дел од родителите денеска не ги пратија своите деца на часови и тие бараат МВР да биде побрзо во истрагата и конечно да открие кој стои зад пријавите. Освен родителите и директорите повикаа да се преземат посериозни мерки бидејќи наставата на учениците трпи. Апел до институциите да се завршат работата упати министерот за правда Никола Тупанчевски. Според него, со дојавите за поставени бомби не само што се попречува правото на образование, туку и се влева страв во целото општество. И дефинитивно ќе мора да се открие стоителот на или сторителите на тоа кривично дело, кои што навистина поттекнуваат не само непријатност, туку создаваат страв во целата општествена заедница. Брзо расчистување на случајот побара и од Сојузот на средношколци со цел учениците повторно да имаат непречена настава во школите. Министерството за внатрешни работи максимално да се посвети на потрагата по чиновниците и брзо разрешување на ситуацијата за повторно да може да имаме непречена и безбедна настава. Овие закани мора да бидат сватени сериозно, имајќи ја предвид безбедносната состојба во земјата и светот. Безбедносни експерти предупредуваат дека заканите треба да се сватат сериозно. Велат дека хибридните закани кои во моментов се активни и на локално, но и на глобално ниво, имаат за цел да влијаат врз кредибилитетот и интегритетот на личностите или групите кои ги кројат државните политики. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели казната за испраќачите на лажните дојави треба да биде најстрога. Според Спасовски, ова е монструозен чин со кој се заплашува јавноста.